17:45 и овој пат ќе бидеме добри домаќини, секако воспитани и културни, и се надевам дека по куќен ред повторно ќе бидеме присутни во вашите домови. И оваа сабота во следните 50 на минути ќе уживате во уште една навистина поразлична животна приказна. Јас сум Здравкица Милич, а вие останете на фреквенциите на Македонската радио телевизија. Таа е една од најстакнатите македонски манекенки, поранешна мисица и модел со меѓународна кариера. Позната по својата смелост на модната писта, подоцна ја насочи страста кон коњите и денес е активна џокејка со освоени награди. Сопруга на манекенот Кристијан Георгиев и мајка на ќерката Кара. Дами и господа, Цеце Георгиев во животна приказна. И после убавата најава, вистинско време да кажам топло добреде за Цеца Георгиев во животна приказна. Цеца, добреде да. Драго ми е што си денешен соговорник, повели ова е твојата позиција. Како и сите мои гости на самиот почеток, ќе те прашам како си, искрено од срце, и кој денеска те прашаат за Бајле како си? Се чувствувам многу добро, иако сум уморна по малце подолг пат, се вратив од пат денес. Па прво некој денес што ме праша како сум, тоа е ќерка ми Кара. Тоест секојдневно? Секојдневно, да. Така, кога ти најчесто знаеш да свртиш од Бајле на телефона, да прашаш како е? Најверојатно мајка ми. И најчесто кај мајка ми. Бидејќи ми е пред се искрен другар, пријател, потоа мајка. Не живееме, мислам, заедно, она живее на 100 километри од тука, нели, во моето родно Неготино. Јас сум овде во Скопје, така да ми недостига. И негде природно. Да, и природно е најчесто да ја побарам нејзе и да ја прашам како е. Така, имаш ли чувство во последно време дека забораваме на некои тие вистински прашања за кои треба да добиеме искрен одговор, бидејќи некако стана се повеќе проформа? Па да, во денешно време луѓето некако се станати себични според мене, од моја гледна точка и моје искуство. Стануваме себични и забораваме на оние патриархални вредности, како не воспитувале порано нашите родители, како живееле они, како живееле нашите предци, дедовци, баби, прадедовци, прабаби. Забораваме на искрено и вистинско пријателство. Имам некако чувство дека се кроз призма на пари, на моќ, на статус. Интерес. И интерес, да. За жал, да. За жал. Дали е исто така во Неготино? Бидејќи е помала средина, дали и таму се изместени тие некои вредности? Предпоставувам да, дека е насекаден во светот исто, затоа што нели Западот, Европа, Америка диктираат темпа на живот. Па ние и ги прифаќаме за жал. Ретко одам во Неготино, кога одам таму најчесто сум дома, посветена на моето семејство, брат ми, мајка ми, сестрите. Уживаме во ручек, доручек, вечера, смеи, шали, музика. Колку сестри имаш? 2 сестри и 1 брат. Да. Баш, сите се во Неготино или? Едната сестра е во Неготино, брат ми исто во Неготино, другата сестра е мажена во Велес, ја во Скопје. Добро, сите сте тука негде. Да се наđemo на пола пута. Да. Значи Неготино е местото каде што знаете сите да се соберат. Колку ти недостасува детството поминато таму? Искрено премногу. Значи се би дала да се вратам бар некои 30 години назад. Тоа значи дека имаш убаво детство? Навистина прекрасно детство, навистина прекрасни родители, прекрасна средина каде што растев. Некако безбедно место за едно преубаво детство. Се чувствував како дете безбедна, да одам и по улица, да одам во училиште сама, да одам во продавница сама, да одам до комшии сама. Сега некако работите се малце изменети. Така, бидејќи живееш во центарот на Скопје, во срцето на Скопје, колку ти сега се плашиш да го пуштиш твоето дете
да биде сама на улица за разлика од твоето детство? Па премногу, значи мене ми е жал што е тоа така, меѓутоа преценили е многу важна безбедноста на нашите деца. Премногу живеам така измеѓу два булевари, премногу сообраќај, премногу движење на луѓе, премногу бездомници, премногу лица кои што не се безбедни, односно не се пријатни за гледање, па и јас како возрастен човек понекогаш исто се плашам, чувствувам страв, да, многу нормално. Кара секогаш ја пратам, мислам, никогаш не би дозволила да се симне сама во лифт, да оди сама до продавница. Секогаш што тоа не било за тебе? Да, во твое време. За мене непознато, да. Да, така. Кои се другарите од твоето детство? Колку сега знаеш да се видиш со нив? Колку си блиска со нив? Искрено имам изгубено секаков контакт со тоа мое друштво и тие мои другари од детство, па и од така да кажам рани тинеџерски години, бидејќи сега веќе се негде низ Европа, имам изгубено контакт, до пред неколку години така. Знаевме ретко да се слушнеме и да поразговараме, меѓутоа денес сега, не. Најверојатно на 10 години матура, 15 само години. тоа, така, да. Сега чекам годишнина од матура, нема да откријам која. Има ли некој познат од јавниот живот кој што бил твој сограѓанин од Неготино? Ѓорчев, Ѓоко Ѓорчев, кој друг? Александар Белов. Така. Сигурно има уште, не ми текнува. Од твоја генерација? Од моја генерација мислам дека не. Дека нема. Од какво семејство потекнуваш, Цица? Дали секогаш сте имала? Дали секогаш била трпезата полна? Дали памтиш некој можеби ситуации кога и не си имала толку, бидејќи си некако дете на транзиција од тоа време? Да. И 4 деца, нели? Добро, нормално, просечно, скромно семејство, каде што секогаш трпезата била полна, како и за нас, така и за нели пријателите, куќните пријатели, па и за роднини. Моите родители биле многу пред се добри родители. Не воспитувале многу добро, секогаш се работеле и се труделе да ни обезбедат се што ни е потребно, пред се храна, облека, училишен прибор, екскурзии и слично. Никогаш не сум почувствувала, сигурно имало ситуации каде што нели имало финансиски проблем, меѓутоа никогаш не сме го осетиле, бидејќи работеле вредно и честно, пред се да кажам, па секогаш сме имале доволно, да, за едно убаво, среќно и безгрижно детство. Мајка ми е веќе пензионер, а татко ми е за жал починат пред 8 години. Но која беше нивната професија? Татко ми работеше во фирма за пилиња, каде што се произведува јајча. Живинарска фарма, да. А мајка ми беше, на некој начин домакинка, бидејќи не е едноставно да се грижи за 4 деца, да. Кој дете беше најнемирното од вашето семејство? Леле, не знам, можеби јас, како првородено дете, најверојатно јас. Каква беше твојата реакција по доаѓањето на останатите сестри? За втората се ние сме некако на 3 години, па брат ми е после 13 години, значи брат ми некако... Значи вие сте го исчувала? Да. На 3 години, за втората сестра не се сеќавам, за третата сестра, бидејќи бев 6 години, 7, некако така ми е низмагла,
А за брат ми се сеќавам многу добро, бидејќи имав 13-14 години, кога тој се роди. На почеток не го прифаќав, најверојатно влегов во пубертет, да. па четврто дете, па мала средина, имав другарка, исто ни беа 4 деца, 4 женски деца. Се надевам сите се добро, немам контакт со нив и некако другите дечиња ја исмејува као и 4 деца сте срамота и некако ја тоа кога дознав дека мајка ми е бремена и дека очекуваме уште еден член во семејството, некако тоа негативно влијаеше на мене, некако не го сакав, не го прифаќав тој факт. Добро, тоа е природно, нели, да, негде. Меѓутоа во моментот кога нели дознав, односно ми се јави татко ми дека имам брат, бев пресреќна и прво нешто што направив, отидов во болница да го видам брат ми. Да, баш убаво, всушност тоа најголемото богатство. И до денес ми е baby brother, да, тоа е една посебна љубов. Сестра, брат, љубов, да, некако неопислива. Малце поразлично до нас сестринската љубов, сестра. Така, малку разбил монотонија. Да. Како беше доаѓањето во Скопје? На колку години дојде во Скопје? Па на мои рани 18 години. Значи после средното училиште. Да, после средното. Која беше првата работа каде заработи хонорар, плата? Па најверојатно беше манекенство или нешто друго? Манекенство, да. Како дојдов во Скопје, така одма некако почнав, навлегов во тие води, па во 2007 го имав изборот Мис на Македонија, каде што нели гафот што веќе сите го имаат и заборавено кога ме прогласија за Мис Македонија, па подоцна као настанала грешка, па останав како прва придружничка. И потоа набрзо следуваа доста реви, фотосесии, едиторијали за магазини, што за жал веќе све поретко ги има. Музички спотови, реални шоа надвор од Македонија, реви надвор од Македонија, избори А збавина кој беше многу. виновникот за манекенство? Па можеби Кристијан. Кристијан беше, значи, тој кој што те пронајде. Па некако така се запознавме случајно и еве после 19-20 години. Толку години помина. Да. Кој беше првиот хонорар кој го заработи? Искрено не се сеќавам. Знам за првата насовна страна на Вест. Да, тоа сите знаеме, да. Тоа сите знаеме. Таму немав хонорар. Да, не се сеќавам. Може би некоја ревија, нешто така, не се сеќавам. Да, какво беше чувството кога спомена веќе за тој гаф Мис на Македонија 2007 година? Беше ли тоа можеби твоето најголемо разочарување? Вака, значи, додека мислам сега после толку години можеме отворено да разговарам и тогаш сум разговарала, меѓутоа не сум имала прилика јавно. Ете. Ете. Уште додека бевме на припреми, шминка и фризура, една од девојките дозна дека изборот е наместен и пренесе на сите девојки кои што зема учество во тој избор, меѓутоа организаторите не убедуваат дека тоа не е така и дека тоа се само гласни и слично. На крај не го доживеав како, можеби во моментот бев збунета, бидејќи ми ставија лента, круна, Мис Македонија, аплауз и све тоа. И после пупу не важи. Да, после минута не важи, прва придружничка, водителката измешала имиња или редослед, не знам, објаснувањата нивни. Потоа сватив дека изборот навистина бил наместен, бидејќи по жири ги имав гласовите јас, така не го сметав за разочарување. Кој знае зашто е тоа добро и како така требало да биде. Да, така требало да биде. Мислам, сум обстанала толку години на македонската модна сцена, тоа што ајде денес се поретко и поретко сум на некоја ревија како учесник, не како гостин или не знам музички спотови, меѓутоа моето име е запишано во таа модна индустрија како манекенка, како мисица, што сум навистина многу горда, бидејќи како што спомнавме нели на почетокот, доаѓам од Неготино, тоа е едно помало градче, провинцијално место и сум постигнала некаков успех. Па и денес да бидам во вашата емисија.
Така, секако. Што е оно што си посебно горда на себе кога стана збор за модни реви, модни случувања негде надвор од Македонија? Што нешто е посебно кое те прави срекна? Па изборите за убавина пред се Надпреварувачкиот дух или? Знаеме, окей, надпреварувачки дух, меѓутоа конкуренцијата од останатите земји од светот нема споредба. Мислам, сепак ние сме мала држава каде што не сме поддржани премногу, нели, од ајде да речам пред се и државата, меѓутоа и нели спонзорства, сите се скептични на таа тема. Мислам, биле тогаш во тоа време, сега не знам како е. Да, благодарност до тие што не поддржале како некои модни куки, сега да не ги именувам и да не правиме реклама. Сум имала соработка со доста модни ателија, модни дизајнерки од нашава модна сцена. Тие избори за убавина, тие избори за убавина се некое едно посебно доживување, бидејќи нели шетаме низ светот, ја презентираме нашата држава, нашата култура. Така и кога ја представуваш својата земја имаш некое друго чувство. Да, не се представуваме сами себе си, него и тоа што го носиме во нас и нашето воспитување, го даваме одраз на тоа каква е нели нашата држава. Така. Имаше ли во тоа време некои непристојни предлози? Се чувствуваше ли некогаш несигурна? Беше ли разочарана од таа страна? Зборуваме, прашањето е конкретно за изборите и за убавина. И за изборите, и за модни реви, и за некои модни кампањи. Па до сега не сум имала некоја така непристојна понуда кога сум била надвор, не се сеќавам на нешто такво, не сум била во такво искуство, таква ситуација. И овде кај нас не. Што е добро. Па да, добро е. Бидејќи луѓето некако имам чувство дека имаат некоја поинаква слика за тој свет. Ајде не сега, туку зборувам и за порано. Па да, имаат, меѓутоа на некој начин ајде тоа можеби некоја табу тема, ајде сега да речеме и убава девојка, манекенка и она е ваква, таква или онаква, не. Веднаш има некои етикети, предрасуди и етикети, не мора да голотијата нема никаква врска со карактерот на човекот. Така, сум имала која година ситуација беше насловната во Вест, Дневниот вестник? За мојата прва насловната негде можеби беше есен 2007. Потоа многу други, не се ги имам дома во една папка, чувам се ми е архивирано, за какви беа реакциите после модната ревија и таа насловна на Вест, кој беше навистина многу читан? Јас се сеќавам на таа сцена, на тој момент како вчера да беше. Мислам дека тоа можеби е негде 2008-2009 година, отприлика така, може и порано. Значи некои 16 години отприлика. Да. И носев креација на како се викаше девојката, таа е сега почината. Не се сеќам. Не ми текнувам. Тоа беа млади дизајнери од факултет. Ми беше драго што нели бев нејзин модел и креацијата на вистина и беше смела, со црни панталони везени со злато, каде што мичката исто така беше преку едната града само префрлена. И Така, едната града беше гола? Гола, да. Навистина треба смелост. Да, треба смелост. До сега, мислам, во тој период не се сеќавам дека имало нешто такво на нашата модна сцена. И како се движам по пистата, негде на средина, забележуваш реакции? Да, забележувам реакции од публиката, као леле градата, дојката искочена, вау.
Доаѓам до крај на пистата и фотографите нели што се пред пистата, само ми викаат сврти се назад, викам окей, ова е Зошто, модна да. ревија, ова е професионализам, креацијата е таа, само треба некој да има смелост и да ја изнесе. презентира. И тоа на моден уметнички начин, а не на вулгарност. Потоа Зоки Фацисто ми побера интервју, бев и на насловна страна со таа фотографија, не се срамев, не се чувствував воопшто непријатно, ниту пак имав негативни реакции од моите родители. Што е најважно. Да, што ми е најважно, ниту пак од Кристијан, кој тогаш ми беше дечко. Да, тоа е во истата професија, најдобро може да те разбере. Да, и едноставно не гледам тука зошто таа една таква креација или ајде да речеме тоа не беше намерно, него еден немил настан во моето движење излезе мојата града надвор и сето тоа е окей. Затоа што добро, тоа е тоа може да се случи некому, може да се случи, да, се случува Мислиш ли и дека да сега во ситкаме ова време- нога, да паднеме на писта и Да. не е тоа ништо ниту срамота, ниту за смеење, ниту за непочитување, значи сите сме живи луѓе и нели ни се случуваат немили настани. И пак ќе кажам, сметам дека тоа што нели малку некогаш имаме фотосесии кои што се попровокативни, со помалце голотија, не представува слика за тоа какви сме ние приватно, што носиме ние во себе, како сме воспитани и како ги воспитуваме нашите деца. Така, и секогаш постои некоја тенка линија за тоа. Како знаеш да го изнесеш? Се зависи од тебе, всушност. Да. Значи, на секого се стои различно и различно изгледа. Да. Дали сметаш дека сега, после некои си 20 години укверно, од тогаш исто би реагирале луѓето? Или сега веќе е тоа, нели, бидејќи од социјални мрежи така натаму ништо не е чудно. Вака сега не знам како ќе бидам Паралела некаде да направиме, од вашата публика и од јавноста и оние што ја гледаат емисијата, па мислам дека да, би имало исто Повторно. бурни реакции. Сега за жал девојките, жените сите наликуваат една на друга со тие филери, ботокси, се поретко може да видиме природна града, природно тело, природни, не знам, јаболкници, усни, нос и слично. Убаво е нели некој што смета дека нешто му фали, му недостасува да искоригира на себе, меѓутоа во денешно време гледам дека тоа е малце и повеќе од Премногу е, да. премногу се дава акцент сето тоа, на да. таа пластична хирургија, што сепак нели јас немам ништо против. Доколку и мене нешто ми смета, јас сигурно би коригирала, меѓутоа се чувствувам многу добро за моите години во сопствената кожа и на тоа како изгледам без естетски корекции. Така, како се запознавте со Кристијан? Многу случајно на Кеј, тој кафич сега веќе мислам дека не ни постои. Седав се на другарка на кафе, Силвана Незе, памтам Сики, исто немам контакти со Незе. И доаѓа Кристијан со другар негов, како он ме забележува, седнува до нас, маса до нас и така наслушнува што ние разговараме, кои ни се темите. И пократко ми побера телефонски број, разменивме и мислам дека уште истата вечер излеговме на пијачка и така до ден денес. И се беше Многу така спонтано, брзо. да. Со што те освои најмногу и која е тајната ете толку години да се одржи, тоа е најтешко, секако една врска или брак. Со што ме освои? Па не знам, најверојатно така беше скоцкан целиот, носеше одело, имаше зелена вратоврска, се сеќавам и така плав дечко, висок, зелени очи, прво нешто кога се запознава физичкиот изглед, да, и пред се очите, значи, да. А до ден денеска? До ден денес со многу компромис. Треба многу, нели? Сега слушав некој интервју кај во подкаст со акторот, како се викаше,
успех за долг брак вика да не си дома и да имаш фалерки. Така, не знам, многу компромис. Тешко е, многу е тешко. Особено двајцата со иста, ајде да не речем професија, патува он, патувам јас. Она, кога сме дома, се помалци имаме време да сме заедно. Сега, во последниве неколку години, како сме родители, уствари, изминативе 7 години, посветени сме на Кара, да, приоритет е она, секогаш се прилагодуваме, нели, на незините потреби, дали тоа патување, кога јас треба да одам надвор негде, он е тука и обратно, значи... Така, кој беше кумот за незиното интересно име Кара Розмари? Па можам да кажам дека името е моја идеја. Кум е наш близок другар на Кристијан, Антонио. Уште додека бев бремена, размислував име, бидејќи го изгубив татко ми во тој период, он се викаше Коле и сакав, дознав дека е девојче, нели, и сакав да името да и почнува на буквата К, во спомен на татко ми. И некако имавме доста опции како Киријана, Кристијана, Карла, по Карла Бруни, некогаш и тоа го размислував пред 20 години, ми беше идол таа жена. Кира, така некои кратки имиња, меѓутоа не знам, така случајно нешто Кара. И Кристијан кажа, па да, може Кара, интересно, не секојдневно име, интернационално име, нели? Каде и да отиде понатака низ Европа и низ свет, дали студии, дали животот ќе ја однесе негде надвор од Македонија, не знаеме, нели тоа. И свекрва ми се вика Розмари, да не биде само Кара, го додадов и Розмари, Кара Розмари. И така, кога се представува на училиште, вели Кара Розмари или само Кара? Најчесто е само Кара, меѓутоа кога некој, нели, ќе ја праша како се викаш, Кара Розмари, ги кажува двете имиња. Интересно, да. Од што го изгуби татко ти? Тоа беше пред 7 години, баш кога беше бремена, така? Пред 8 години, пред да се случи мојата бременост, па најверојатно рак, бидејќи тоа беше борба од некои 6 месеци, каде што прво докторите дадоа диагноза абдоменален канцер, потоа после биопсијата резултатите рекоа дека нема, па доби диагноза некротични црева, за на крај да јас ден денес не знам од што точно го изгубив мојот родител, односно мојот татко. За жал. Да. Така, имаше таа година, значи пред 8 години, ти можеби една од најтешките, загубата на твојот родител, борбата со стерилитетот. Како сето тоа изгледаше? Колку влијаеше на тебе? Бараш ли некоја стручна помош? Па не. Јас сум пред се многу горда на мајка ми, бидејќи она силна жена и родила и израснала 4 деца. Силни 4 деца, мислам. Многу ретко подклекнувам, многу ретко, па скоро никогаш не се предавам, се борам онака лавовски како жена, сега и како мајка. Да, поради лекарска грешка добив диагноза стерилитет, каде што не бев ни свесна се до моментот кога не посакавме да имаме дете, нели? Поред толку доктори во вашето семејство, тебе токму тоа ти се случи? Да, се случуваат понекогаш работи. Јас секогаш велам дека ако не иде по планот, иде по судбински пат. Сите ние сакаме нештото да биде вака или онака, меѓутоа како Бог замислил и Бог кои патишта ни ги одредил, треба да ги поминеме. Некои сами ги кроиме, но некои не можеме да ги избегнеме. Да, но повеќето не можеме да ги смениме. Значи,
дознавам дека прво имав ванматерична бременост и односно причината за подоцна да се открие стерилитетот е дека е таа ванматерична бременост, каде што наместо да се извади плодот од јајцеводот, јас бев третирана со цитостати, каде што и двете јајцеводи за жал ми ги уништија и единствен начин да станам мајка беше само преку инвитро. Да. Додека ја примам таа хормонална терапија и се спремам за тој процес, дознавам дека татко ми нели е во некоја лоша состојба и мора хитно на операција. И тоа беа едни 6 месеци најтешки од мојот живот. Први мај го направив првото инвитро, кое што беше неуспешно, пак ќе кажам, Бог исто одредил така. Бидејќи први мај, 14 мај, наместо да добијам позитивен тест за бременост, ја добив циклус, месечен циклус, и за само 2 дена после тоа да го изгубам и татко ми. Значи лош период во тоа време, да. Меѓутоа на крај еден се заминува, друг доаѓа, нели? Тоа е животот. Па да, на вистина тешко, вака не сум имала прилика да разговарам, односно ретко разговарам на оваа тема, бидејќи но полесно е кога ќе зборуваш со некого, кога ќе кажеш. Да, некога еве сега на пример ми дојдоа солзи, меѓутоа назад во времето ми беше тоа, односно тие две теми преболни за мене, каде што немав желба, немав сила да разговарам. Без на самата помисла кога ќе се сетам ми доаѓа солзи, сум плачала и не сум можела да разговарам. Меѓутоа денес ми е не ми се плаче, меѓутоа болката по татко ми е многу поголема за разлика од моментот, односно годината кога сум го изгубила. Така, болката никогаш не престанува, само се навикнуваме да живееме со тоа. Се навикнуваме, меѓутоа како поминува времето, како созреваме како луѓе, како ги согледуваме работите околу нас, и фала му на Господ, пак ја кажам, сум мајка, недостига, ми недостига. Ми недостига и многу често знам да запалам кола и да одам на гробишта, да седам со него, да разговарам со него. Кара исто е на многу паметна девојка, таа исто доаѓа со мене, ме придружува, знае за мојот татко, знае. Емпатично. Да. Така. Твојата најголема страст се конјите. Да. Колку исто во тој период љубовта према овие животни ти помогна да надминеш се оно што беше тешко? Во период кога се борев да задржам живот тука, да е нели присутен и борбата да создадам нов живот во тие 6 месеци беше на вистина огромна. Значи, премногу се трудев да се посветам, растргната бев помеѓу нов живот и животот на татко ми, каде што нели за жал, ете, тој не е тука, ама живее со нас во спомените. Па конјите од секогаш ми биле пасија, уште од мали нозе, така? Да, од мали нозе, меѓутоа ти имаат една таква посебна енергија, таков еден смирувачки дух, па можам да кажам дека благодарение на нив, прашањето претходно што ти беше како со конјите. Значи Чарли, еве на пример, денес го немам, пред година дена го изгубив и него, меѓутоа ми бил рама за плачење. Исто чувствуваш загуба како за човек, буквално. Дури можеби повеќе. Да. Да. Така. Сега имаш повторно твој кој? Не, немам,
бидејќи немам храброст да го направам тоа пред се. Се уште ми стои болката по него и не би сакала да брзам, бидејќи ни едно друго животно, односно ни еден друг конј не може да го замени, да го надополни неговото место. Пак ќе кажам, ми бил голема поддршка, тоа бил еден пријател кој што не зборувал, само слушал. Колку мислиш дека ние имаме култура за еден таков спорт кој Па немаме, не е толку чест? Немаме бидејќи јавноста, односно луѓето не се запознаени пред се, кога доаѓале луѓе во клуб се плашат, сакаат, се плашат, меѓутоа кога се постапува како без страв, како кон човек, со доверба, нели за ние да имаме едно пријателство, пред се треба да имаме доверба, да си веруваме меѓусебно, да не сакаме да си наштетиме и да си забиваме нож во грб. Кога ние ќе се опуштиме и сме сигурни дека животното нема да не повреди, мислам се случуваат и несакани, непредвидени ситуации, меѓутоа тоа се е минливо. Тие се не толку добри пријатели, толку исцрпувачи на негативна енергија, не можам да го опишам со збор, може тоа само да се почувствува, да, и благодарение на Чарли, мислам дека се полесно ги надминав тие кризни периоди и патешествија од мојот живот. Така, што е што освен љубовта кон конјите, Кара, Кристијан или семејството те прави среќна? Животните ме прават среќна. Кучиња, мачиња, коњи. Ме прави среќна пријателите околу мене да се добро, да се живи и здрави пред се. Иако денес ги имам се помалку и се бројат можеби на една рака. Знаеш да ги препознаш вистинските? Не. Зошто? Затоа што сум премногу добар човек. Човек кој што нема да огради друг човек со лоши зборови за да постигне некоја си цел или некој статус во животот. Не сум човек каде што ќе газам мртви тела, исто така, нели, за да бидам јас некоја или да постигнам нешто. И бидејќи сум добар човек, искрен човек и искрен пријател, каде што би ја кажала вистината во очи, подобро болна вистина него горка лага. Очекувам за возврат исто. Значи, како што јас се однесувам кон нив, да се однесуваат исто кон мене, меѓутоа не го добивам тоа назад, и лошото е што тоа го согледувам после некој одреден период, а не веднаш. А учиш на туѓи или на своји грешки? Па најубаво се учи на своите грешки, нели? Додека не усетиш на своја кожа ништо. Да. За крај, Цица, која она девиза која можеби те води во животот? Што е она што би го пренела на Кара? Леле, тешко ми е сега ова прашање, најтешко можеби. Кара, Па мене ми е, ќе ти кажам искрено, прво драго што Кара ми е керка, што имам таква керка. Од друга страна ми е жал, бидејќи ја воспитувам како што сум воспитана јас. И не е за ова време. Не е за ова време, не е за во овој народ, не е за во овој свет. Меѓутоа, сакам таа да биде добар човек, искрен човек, да работи вредно, да учи пред се, нели вредно, да работи вредно и секогаш успехот да го постигне сама, а не благодарение на мама и на тато, или кроз призма на статус и пари. Ми е драго што она исто јава коњи и понекогаш им јаваат на конј, па им даваат медали.
И имаше една ситуација, ми вика, не ја сакам медаљава. Викам, зошто мама, јаваше ти де. Не јава убаво, ова не е заслужена медаља. Ми е драго што пред се растам здраво дете, здрав човек, кој што верувам дека и во иднина и како тинеџерка и возрастна ќе остане исто така, да биде благодарна на тоа што го има, на тоа што мама и тато направиле за нејза. И се надевам... тоа што е сама заслужна пред се. Да, пред се што е сама. Така, за жал минутите ни истекоа. Жал Цеца, да, ја прошаравме тоа животна приказна, иако сигурно имавме уште некои моменти, но мислам дека главните некои етапи од твојот живот ги споменавме и ето драго ми е што за прв пат имаше прилика да зборуваш за оваа твоја животна приказна, благодарам на поканата. Беше пријатно, така. Да. Се надевам дека од сите овие некои твои животни лекции дека ќе допре до некого да некоја позитивна порака и тоа е секако поентата на оваа емисија. Да. Ти благодарам уште еднаш и секако ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи и доколку бевме ваше добро друштво, воспитани и културни, како што веќе реков во најавата, бидете заедно со нас и следната сабота во истото време на истото место.